Кордон од полиција денеска не им дозволи на поранешните вработени во државната компанија Еврокомпозит да го блокираат патот Прилеп Скопје, со образложение дека според законот не смееле да се блокираат автопатишта и магистрални патни правци. Вработените кои заминаа како технолошки вишок бараат исплата на неисплатените придонеси во изминативе 6,5 години, исплата на заостанатите 20 на плати и доплата на отпремнината, за која зедоа само по 25.000 денари од ветените 90.000. Сакам да го прашам премиерот, додека му требаше кампањата, додека ја шетаја низ градови и низ селава, за каков живот за сите зборуваше. За ваков, за потињиве, не смееме ништо да направиме. За парите свој што си ги бараме. Толку само сакам. Дали е ова живот? Да го прашаме и да ни кажи. Трагично се чувствуваме, мизерно. Повеќе полиција има, него протестанти што сме, така да се наречеме протестанти, оти си ги бараме своите права. 6 години, 6,5 придонеси нема платено. Тоа е еден кредит до животен земен на 2.000 денари, 3.000 помалку од пензијата да го плаќаш. Мислам дека не е согласен со никои услови. Вработените бараат итна средба со премиерот Зоран Заев или вице-премиерот Кочо Андјушев. Во спротивно вела дека ќе продолжат со протестите, без разлика дали ќе им се дозволи блокада на патот Прилеп Скопје или не. Ние одовде сега бараме средба во владата, барем представници неколку души, да ги разгледаме повторно овие проблеми и заедно да најдеме едно решение, да не се мачиме тај ние, тај тие, тај полиција, тај сите да ги вознемируваме. А најмногу ние. Продолжиме понатаму, ќе се договориме. Пак пред општина, пак низ град, пак може овде да дојме, пак Скопје може ќе одиме. Како ќе се договориме така? Вела дека повеќе не веруваат во лажните ветувања што секој ден им ги дава или директорот, или пак стигнуваат од владата. Бараа државата конечно да ја реши нивната голгота, која што трае со години. Вела дека се изморени повеќе да си ги бараат своите честно заработени пари на ваков начин. Од денеска побарале некои информации од генералниот директор за да се решат проблемите со заостанатите придонеси. На наредна владина седница, као што се решавало за заостанатите придонеси. Меѓутоа, дури не видиме, ние не веруваме во тоа. И еден апел е до сите надлежни, Совка, како представник на општествениот капитал, премиеро, вице-премиеро, да најдат 5 минути за овие отпишани луѓе, јас ги нарекувам отпишани. Значи да најдат 5 минути сходно време за да ги разрешиме овие проблеми. Не дека се лесни, меѓутоа било какво решение е подобро од никакво. Како може 8.023 денари, точно ќе ви кажам, законски предложено од владата да му се покачи платата на вице-премиерите. А ние со месеци платата не земаме, а одиме на работа и прва, и втора, и трета смена. Кај е слухот на власта, не знам. Дали и утре ќе има протести? Поранешните вработени велат дека тоа ќе зависи од понатамошните одлуки на владата.